Не сме имале во Македонскиот народен театар некои 6 месеци премиера. И секогаш, кога ќе се работи Макбет, главните дилеми околу тоа се не дека тоа е обемно и тешко дело, туку дека Макбет носи некоја несреќа. Тоа е некаква некоја суеверие за Макбет. За среќа немавме никакви лични трагедии, но трагедии се случија. Тие трагедии културата е малку фрлена на маргината. Министр веќе неколку месеци нема. Првите пари беа стигнати, ќе зборам за продукцијскиот дел во Македонскиот народен театар пред некаде. Значи, ако ги одземеме празниците, тоа нема ни 20 дена. Надчовечки напори се направија да... Ова е веќе 4-ти датум за премиера на Макбет. Може и 5-ти. 4-ти датум. И не само Македонскиот народен театар, воопшто театарот во Македонија фрлен на маргината и оставен за подкусурување, што не треба да биде така, но тоа што треба нека се запраша, зашто секогаш ја кажуваме на клише реченица, културата, посебно театарот е огледало на општеството, сами ќе се огледаме во него, тој ќе не ослика. Мојот поздрав сега е за сектор сценографија и костимографија, кои што за неполни 2 недели успеа се тоа да го изработат, за тој креативен момент да стигне, да биде готов некаде 3-4 мај, за да имаме на 9-ти, нели, победа над фашизмот, да имаме премиера на Макбет. Поканата од Нела Витошевиќ стигна дури... Првата несреќа на овој проект беше во месец ноември, кога беа стигнати парите и беа земени по судски налог од извршители. Али нема везе тоа, така ќе оставиме на страна. Одиме со креативниот дел, ќе бидам краток. Поканата стигна некаде, мислам, октомври или ноември од Нела Витошевиќ за Макбет. Велам, чекај, добро, само малку. Да отидам до дома да размислам дали јас сум спремен за Макбет и дали доаѓа во вистински момент со моите години, со мојот актерски багаж. Ја замолив да ме убеди зошто јас би бил Макбет. Ме убеди и тргнавме да работиме. Многу интересен процес во кој што од најмладиот студент, дури вчера гардероберот дојде и ми каже една забелешка за на сцена, дури гардероберот дојде, кој јас ја спроведов и му реков дека е потполно во право, ево Нела мислам дури не знае за кој момент е, до режисерот, сите заедно креиравме се. Дали е тоа светло, дали е реквизита, дали е... Значи, тоа е... Ретко се случува тоа е најверојатно кога ќе тргнеме сите скруполи, сите суети ќе ги оставиме надвор пред мената и ќе тргнеме да работиме и ќе сватиме дека ни една идеја не е апсолутна вистина, ни една идеја не е точна и ни една идеја не е најголема или најмала. Сите идеи ги ставаме на сцена, па ќе видиме која работи и после сите суети ги тргнавме и видовме кои идеи се најдобри. Мојот Макбет, на кратко, зборуваме за амбицијата, за човечноста или нечовечноста. Макбет има голема дилема. Дали тоа да го направи или не. Малце од смешната страна беше нашите коментари на проби, кои викавме да не беше жена му на Макбет, Макбет ке си тераше уште. Папучар, она го натера. Ова е мојот антифеминизам, сотир поздрав. Но сепак, тоа беше црвецот кој што работеше во него и некој само му ги подкрепи. Вештерките цело време исто ги спомна веќе Нела, кои што се појавуваат и се една битна нишка во ова дело на Шекспир. Цело време ги дискутиравме дали вистински постојат 3 баби или 3 млади девојки или тоа се само вештерките во нашата глава кои што ние сами си ги создаваме за да нешто оствариме. За да си дадеме оправдување за нешто што сме го направиле дека ние не одлучивме сами, ме натераа вештерките. Амбицијата која го победи Макбет и го направи тоа страшно дело, само мојот завршен коментар е, секоја чест на човекот, тоа се случува и денеска, Макбет како денеска да ја напишат, а пред 500 години. Амбицијата која го победува човекот, секоја чест на човекот, кој што може тоа да го направи, така да стигне таму горе и да нема никаква грижа на совест. Тоа не е човек. Мојот Макбет, и на Нела, заедничкиот наш Макбет, не можевме така да го направиме. Од пола драма натака, јас многу сакав да ставам една човечка одговорност и грижа на совест внатре и дури на крај, на последниот војник кој што остана рамо до рамо со него да му каже беге, ти спаси се.
Овде нема спас, а нема ни бегство вон. Ја останам овде, последен. После смртта на леди Макбет, нема зашто да живеам. Дури се плашев дека вештерките ми прескажа дека нема да можам да умрам, дека никој не може да ме убие. Кога рекоа дека Бринамската шума се движи, бев многу среќен.